25 и 26 април во Гевгелија се одржаа двете меѓународни изложби на сите видови расни кучиња Гевгелија 2015 на терените на Негорските бањи. Во организација на кинолошкиот клуб Кожив од Гевгелија, поддржано од Кинолошкиот сојуз на Република Македонија, продефилираа 240 расни кучиња, од кои наградите ги добија брадестиот птичар и полскиот шпаниел, меѓу другите и сибирската хаска, американскиот Стафорд териер, ротвајлер и тафор. Вака, кажете ми за каков надпревар се работи ова седмица или овој викенд во Гевгелија? Ова ми се чини дека е петти или шести поред вакво случување во нашиот град. Так. Се работи за меѓународна изложба која е поддржана под покровителство на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија. Значи, вакви изложби се одржуваат во неколку градови во Македонија со меѓународен ранг, што значи дека оваа година две меѓународни изложби ќе бидат, денешната и утрешната. Значи дека се доделуваат кандидатури за интернационални шампиони, односно меѓународни шампиони. Сите кучиња кои денеска ќе добијат ЦАЦ и ЦАЦИП, самата титула ЦАЦ значи кандидат за државен првак и сите кандидатури, сите кучиња што ќе освојат ЦАЦ, одат понатака за ЦАЦИП. ЦАЦИП е скратеница од кандидат за меѓународен шампион. Значи, денешната изложба е од највисок ранг, значи меѓународен ранг. Ова е една од најпрестижните изложби во Македонија, една од изложбите која е организирана на највисоко ниво. Бројката на самите, бројот на кучињата, значи го докажува тоа. Имаме од бројката е над 240-250 кучиња, што за држава како што е Македонија е навистина добра бројка. Плюс треба да знаеме дека во пролетната сезона имаме доста изложби, но сепак на денешната изложба дојдоа над 240 излагачи од повеќе држави. Тоа сакав да прашам, колку што можев да забележам, имате и од други земји. Од кои земји доаѓаат? Има од наши излагачи од Македонија, има од Грција, има од Србија, има од Бугарија, има од Полска, од Австрија, од Чешка, од повеќе држави. Може и некоја испуштив. Исто така треба се каже како еден голем ексклузивитет на денешната изложба се присутни и неколку кучиња кои се веќе светски шампиони, што е навистина ексклузивитет, значи на една меѓународна ваква изложба да дојдат и кучиња кои веќе станале светски шампиони. Самиот збор светски шампион кажува за една навистина голема титула и треба да знаеме дека со тоа што тие дошле на денешната изложба направиле голема чест на организаторот, кој од година на година многу напредува. Значи, Гевгелиското друштво Кожув од година на година е се покомпатибилно, појако, организацијата е се подобра и подобра. Организацијата е во ранг, значи, на како што се одржуваат изложби во европскиот дел во западна Европа, буквално на тој ранг е изложбата, бидејќи се внимава на сите сидници. Повикани се навистина екстра судии, морам да кажам екстра судии од Европа. Имаме, значи, судии кои се специјалисти за своите раси и кои суделе на многу престижни изложби во светот, денес се присутни тука. Со самото тоа ќе ја видиме и големината на денешната изложба, кога тие судиле прифатиле, значи, да судат на ваква изложба. Бидејќи добрите судии бираат кај ќе судат, значи нивниот календар е за секоја наредна година е веќе исполнет и треба да бидеме задоволни што од ваков ранг, значи суди од ваков висок ранг дојдоа да судат денешната изложба. Исто така голема благодарност на сите оние поддржувачи на изложбата, еве да кажам спонзори кои ја помогнаа изложбата, бидејќи една ваква изложба не може да се одржи доколку нема помагатели. Еве го користам, значи ја користам телевизијата како медиум да се заблагодарам на сите оние што дојдоа на изложбата, на судиите, на сите помагатели кои помогнаа да се одржи изложбата. Исто така голема благодарност до градоначалникот на општина Гевгелија, кој со неговото присуство ја отвори изложбата и не удостои да вистина да сите оние што дојдоа
се осеќаат дека се важни на денешната изложба. Голема благодарност на сите што се тука. Ги спомнавте судиите, затоа што сепак сме лаици во ова. Јас би сакал да прашам на што оценуваат, значи како оценуваат, кои се принципите за бодирање на кучињата? Знаете како, FCI е многу стара организација, зборам за светската организација, кинолошка организација, каде што кинолошкиот сојуз на Македонија е член. За секое куќе кое е признаено од страната на FCI постои стандард. Некои куќиња имаат стандард постар од 100 и нешто години. Значи секој куќе има стандард и секој судија суди спрема стандардот. Во стандардот се опишани параметрите на расата. Значи бојата, големината, обликот на главата, обликот на телото, должината на екстремитетите. Потоа во секоја раса имаме разни бои, разни вариетитети. Во некои раси се доделуваат, значи заеднички за сите бои се доделува една кандидатура за шампион, во некои раси за секоја боја оди посебна кандидатура. Навистина тоа е една комплексна работа и нормално и сите оние што се кинолошки судии потребен е долг период, значи да биде добар кинолошки судија. Пред се прво треба да биде добар одгледувач на некоја раса. Нормално, за да стекне искуство во самата раса, потоа потребни се стажирања од 2, 3, 4 години, па да стане прво треба да стане национален судија, значи, па потоа да добие ранг на меѓународен судија и тоа во кариерата се напредува година по година, значи на неколку години се добиваат услови за полагање на повеќе групи, бидејќи знаеме дека FCI има 10 FCI групи, оние судии кои ги имаат положено сите 10 FCI групи, тоа се all-round судии, значи што можат да ги судат сите раси, додека имаме и судии специјалисти кои се само за една раса или судии специјалисти за една група. И има судии нормално кои имаат повеќе групи. Така ви благодарам и успех и понатаму. Ако имате нешто да додадете. Па еве, голема благодарност до вашата телевизија Нова, што најдовте време во ова саботно утро да дојдете и да пропратите нашата манифестација. Голема благодарност во името на организаторот на денешната изложба. Благодарам. На двете меѓународни изложби Гевгелија 2015 имаше реномирани судии од Италија, Србија, Кипар, Бугарија и Македонија, а на нив со своите миленици учество земаа учесници од Полска, Русија, Чешка, Романија, Канада, Бугарија, Србија, Грција, Австрија и секако од Македонија. Овој настан е еден од најмасовните и најпосетуваните настани во Гевгелија, а неколку години со ред е најмасовен и најпосетуван кинолошки настан во Република Македонија. Карактеристика има овој пас? Тој е пас за Тибета, он е своевремено био сваки тибетски краљ имао по едну чизу, значи они су краљевски пси, настали су од Пекинезера и Ласапсо, још у 13-14 веку. И така они су мирни, пасивни, красих тад лака и он е иначе 2013 био светски шампион у Будимпешти, 2014 у Женеви био четврти мужак, а ženka koja je tamo je prošle godine sa 9 meseci bila četvrta najbolja ženka na evropskoj u Češkoj.